Во хотелот Национал во Кочани петокот вечерта беше резервиран за изборот на спортист на градот за минатата 2015 година. Организатор на манифестацијата беше општината Кочани, која заедно со спортските новинари од општината го направија изборот на најдобрите спортисти и спортски екипи во минатата година. Признанието најдобар спортски работник за 2015 година посхомно му беше доделено на прерано починатиот доктор Блаже Ѓоргиев од карате клубот Партизан. За најуспешен тренер е прогласен Никол Чеколев од гимнастичкиот клуб Кочани. Оваа награда секако представува за мене чест и задоволство, иако не ми е прва награда. Сепак како потик за работа понатаму, затоа што нашата работа веќе се сведува повеќе на ентузијазам, така да овие манифестации, оваа поддршка од страна на градот, на општината, секако дека значи за мене лично, а и за клубот и за моите вежбачи. Инаку, оваа година е доста успешна за нас како гимнастички клуб. Учествувавме на сите државни надпревари, учествувавме на 3 меѓународни надпревари, што се однесува до резултатите секако беа приложени тамо, освојувачи на купот прво место во државата како најдобар клуб, така да оваа година ја оценувам значи како една од поуспешните за гимнастичкиот клуб на Кочани. Се надевам дека и ќе продолжиме така со поддршка на општината, на спонзорите, на спортските работници и дека ќе можеме да направиме значи уште поголеми резултати од овие моменталните. Еве во надежните спортисти имаше доста млади гимнастичари и гимнастичарки. Дали тие се едината на кочанската гимнастика? Па секако дека се тие иднината и на гимнастиката во Македонија и на градот, секако доколку се вложи во нив, доколку се инвестира, тоа ќе биде значи резултат не само на гимнастичкиот клуб, него и една афирмација за градот, за Македонија, за гимнастиката и така натаму. Најдобра спортска екипа за минатата година е екипата на карате клубот Партизан. Признанието го прими тренерот Оливер Коцев. Карате клубот Партизан од Кочани во изминатата 2015 година учествуваше на голем број турнири како во Република Македонија на државни првенства, така и на голем број меѓународни турнири надвор од границата на нашата држава. Учествувавме на турнири во Република Бугарија, Србија, Словенија, Хрватска, Турција и на други турнири. Освоивме негде над 100 медали во сите возрастни категории, меѓу кои сакам да ги издвојам како најзначајни 4 медали освоени на балканските првенства, на Ѓорги Петров златна медалја на балканското првенство во Херцег Нови и 2 сребрени медали на Мартин Стоименов и една на Димитар Јакимов на балканското првенство во Риека. Оваа награда представува поттик за уште поголемо залагање и работа на членовите и на нас тренерите во карате клубот Партизан од Кочани и во 2016 година да постигнеме уште подобри резултати. Комисијата од вкупно пријавените 28 млади надежни спортисти признание им врачи на 12 кои во изминатата година остварија мощни добри резултати. Меѓу овие млади надежни спортисти, каратистите на Партизан беа најбројни. За неуспешен спортист на Кочани за 2015 година беше прогласен Мартин Стоименов, член на карате клубот Партизан. Значи, овој резултат, ова четврто избирање на спортист на градот се најмногу однесува до моите тренери на карате клубот Партизан, кои се најмногу заслужни за оваа награда, за ово четврто признание, за моите многобројни медали, како на државни, меѓународни, балкански и европски надпреварувања. Се надевам дека така ќе продолжиме со поинтензивни тренинзи, со напорна работа и ќе го достигнеме и светскиот врв. Мартин, што очекуваш во Лимасол во Кипар сега на Европското првенство за кадети јуниори и јуниори до 20 години? Да, сега за недела време ме очекува Европско првенство во Кипар на 5, 6 и 7 февруари за јуниори, за кадети, јуниори и јуниори до 21 година. Подготвен сум, добро сум подготвен, тренирав напорно и очекувам медал. Еве од 2015 година, која борба, кој надпревар ќе опаметиш? Па ќе паметам финалната борба на Балканското првенство што се одржа во Хрватска. Се борев со
Хрватот во финале со апсолутниот европски шампион и борбата ми заврши 0-0 и на прогласување тој ја доби на 3-2. Сепак тој беше на домашен терен, но јас дадов се од себе и се надевам дека сега на ова европско ќе го совладам и него. И ќе се искачам на едно место повисоко. Признанието спортска личност годинава му беше доделено на Љупчо Папазов, актуелен председател на Општинскиот фудбалски сојуз Кочани и председател на Женскиот фудбалски клуб Кочани. Признанија им беа доделени и на новинарите, представници на 4 медиуми во Кочани и на електронскиот портал Комарец.